Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. По ова видео денес повторно ќе зборуваме за чекорот број 9 од книгата на авторката Шефалица Вари "Родителска карта", во која што зборував за тоа како родителите да ги препознаат тригерите или пак како да го препознаеме моментот кога сме предизвикани во нашиот живот, значи од нашите деца како родители. И таа објаснува дека еден од најефикасните начини за да можеме да ги препознаеме тригерите или пак да ги препознаеме моментите кога ние сме предизвикани во нашиот живот е да можеме да ја направиме вежбата или техниката која што таа често со своите клиенти ја правела, која што ја нарекува пренасочи во обратен правец. Во суштина станува збор да земеме нешто што не активира или не предизвикува кај некој друг и да го завртиме тоа нешто кон себе. И при тоа да се прашаме дали некогаш сум била поттикната од ова нешто кај себе. И ако одговорот е да, тогаш навистина ние го правиме првиот чекор кон разбирање за една подлабока болка која што можеби се најдува во нас. Шефали при тоа ни дава еден пример, раскажува за една мајка која што била нејзина клиентка, се викала Викторија и која што дошла кај неа, бидејќи навистина била вознемирена, влегла во една кавга, расправија со својата ќерка. Всушност, нејзината ќерка имала 30 години и таа и кажала на мајката дека поднесла барање за да се разведи од својот сопруг и при тоа и открила на нејзината мајка дека веќе подолго време претрпувала физичко и психичко насилство од страна на својот сопруг. И мајката била запрепастена и била многу нервозна поради тоа. Веднаш сакала да поднесе пријава против својот зет. Меѓутоа, исто така таа била изфрустрирана заради нејзината ќерка, поради тоа што, како што таа го нарекла кај Шефали, поради нејзиното пасивно однесување која што траело долго време. И се обратила на Шефали со зборовите: Шефали, не знаеш колку сум нервозна, колку била слаба и колку била незрела мојата ќерка. Јас не ја воспитав за да биде ваква, сакав таа веднаш да возрати и да застане зад себе. Не ми се верува како му дозволила на својот сопруг да може да се извлече од оваа злоупотреба. Шефали во тој момент можела да забележи како егото на мајката Викторија силно се активирало. И таа и се обратила со зборовите и рекла: видете, не е ваша работа да преземате мерки против вашиот зет. Тоа е работа на вашата ќерка, нели? Меѓутоа, мајката почнала и понатаму да се буни, понатаму силно да реагира и рекла на Шефали: ма ти не знаеш јас колку сум бесна поради сето ова, толку напорно работев во својот живот за да одгледам едно силно женско дете во животот, а сега едноставно не можам да верувам колку таа испадна ваква. И Викторија при тоа и признала на Шефали дека навистина влегла во една сериозна расправија со својата ќерка и дека постапила многу силно, затоа што била изфрустрирана и во еден момент да го прекине телефонскиот разговор со неа. И Шефали при тоа веднаш знаела дека има нешто во минатото кај ова мајка која што толку силно ја реактивирало
И затоа таа тогаш решила да ја употреби техниката, пренасочи во обратен правец. И се обратила на мајката и рекла: а што е она поконкретно кое што ти не го сакаш кај твоето дете, значи не го одобруваш како однесување кај твојата ќерка, чувствуваш дека е слаба, чувствуваш дека е пасивна. Дали постоеше некогаш во твојот живот период во кој ти се чувствуваше така слаба и пасивна? И мајката не чекала во еден здив и одговорила: секако дека постоеше. Јас бев ваква, токму ваква со мојот прв сопруг. Со него немав деца. Меѓутоа, трпев силно физичко и вербално насилство од негова страна. И морав постојано да поднесувам пријави против него. Меѓутоа, секој пат тој ќе ми кажуваше дека му е жал, дека нема тоа да се случи повторно, а јас му верував, се до следниот физички напад, кој беше се посилен и посилен. Меѓутоа, дури после 4 години пекол, јас успеав да соберам храброст и да го напуштам. Толку напорно работев на себе, за никогаш повеќе да не дозволам таква работа да ми се случи во мојот живот. И кога се одлучив да стапам во брак со вториот партнер, решив да одберам партнер кој што е многу помирен и кој ме разбира и кој ме прифаќа таква каква што сум и ме сака таква каква што сум. И како што Шефали, како што самата знае да каже, ете го, драги родители, тој беше моментот кога старите рани неочекувано излегоа на површина од мајката Викторија. Интензивната реакција на мајката кон ќерката била предизвикана од нејзиното собствено болно минато. Таа напорно работела на себе за да се ослободи од секаква пасивност, од секаква слабост кон мажите и кога таа ја видела оваа пасивност и слабост кај нејзината ќерка повторно, таа едноставно не можела да поднесе да се погледне повторно во сопственото огледало, кое што пред неа, значи, и го покажала нејзината ќерка. И Шефали тогаш и се обратила и рекла: Викторија, може би станавте силни, но верувајте, се уште не сте ги излечиле старите рани. Да исцелуваш, значи да му простиш на тој стар дел од тебе и да се однесуваш со него со сочувство. Ти што сте направиле? Вие само сте го убиле тоа чувство на слабост, сте го закопале и сте продолжиле понатаму. Меѓутоа, ова не е исцелување. Како можам да ти објаснам за ова нешто? Затоа што очигледно кај тебе е дека ти сакаш истата работа да ја пренесеш на твојата ќерка. Значи, нејзините слаби делови и таа да ги тргне, да ги поништи, да ги закопа и да продолжи понатаму на истиот начин како ти што си направила со твоите несовршени делови. Меѓутоа, ти треба да и дозволиш на твојата ќерка сама да може да се справи со нејзината животна ситуација во овој момент. Но тоа единствено ќе можеш да го направиш кога таа сама, прво ти сама лично ќе можеш да ги поседуваш твоите несовршени делови. Кога ќе можеш да ги гледаш и да ги видиш низ призмата на сочувство и да ги прифатиш нив и да се прифатиш себе си таква каква што си. И тек тогаш ќе можеш
да ги прифатиш тие слаби, несовршени делови кај твоето дете. И така да ја прифатиш својата ќерка и да ја гледаш низ призмата на сочувство. Да ја гледаш нејзината борба и да ја гледаш нејзината болка. Преку сочувство. И да знаеш дека ова нешто двете ќе ве донесе многу поблиску, една кон друга. И како што вели Шефали, деловите кои што во нас се несовршени, кои што сакаме ние да ги отфрлиме, да ги напуштиме, да ги избришиме, сами по себе никогаш нема да можеме да го направиме тоа, значи да може да исчезнат, туку тие остануваат секогаш длабоко закопани во нас. И кога ние ќе ги видиме истите тие такви како воскреснуваат преку нашите деца или преку нашите блиски кои што си ги сакаме, ние екстремно се потикнуваме во тие моменти и се обидуваме на тие делови кај нив, кај децата, кај нашите блиски да му го направиме истото, она кое што ние сме му го направиле на нашите несовршени делови кај нас. Значи, нашите минати рани, нашите лузни толку многу се длабоки, кои што преку нашето его се појавуваат во вид на бес. И тие толку многу гласно зборуваат, што едноставно сакаат да создадат една сцена која што упорно преку својата гласност сака да ја задуши таа болка, сака да ја прикрие, да ја закопа длабоко. И истото сака да го направи и со болката, и со тие несовршени делови кај нашите деца. Значи, да ја потисни, нашето его сака да ја потисни таа болка и да ја задуши кај нашите деца. Наместо ние едноставно да му дозволиме на нашите деца да се поврзат со нивната болка, да видат колку се разделени од неа, ние одиме против нашите деца. Како? Преку контрола, преку нивно намалување, и на тој начин нашите деца завршуваат чувствувајќи се дека се невредни, дека се невидени, дека се невалидизирани, дека не се поддржани од наша страна. Меѓутоа, најголемата трагедија е тоа што ние, она што му го правиме на нашите деца е несвесно. Значи, не сме свесни за сета таа работа. И во тоа е моќта на нерешената внатрешна болка. И затоа, драги родители, навистина, многу е добро да работите на вашите внатрешни рани, да се соочите со нив, да ги прифатите и да ги гледате низ призмата на сочувство, да бидете нежни спрема себе си. Зошто? За да не останат нерешени и за да бидат пренесени на вашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден.